Воодушевување кај присутните, предизвика млада менаџерка која со своето бебе дојде на првиот самит за женско предприемништво во Скопје. Незиниот потек беше оценет како пример дека грижата за семејството не е пречка за активно водење бизнис. Овој ден е најнормален за мене и децата не треба да представуваат пречка во работата и во секојдневните обврски. Сепак, како што истакнуваат организаторите на самитот, за да има повеќе успешни бизнис приказни, неопходна е поддршка од општеството. Им треба средина во која што ќе се развиваат, им треба да бидат поттикнати, им треба промоција, им треба мрежување и пристап до финансии. Според носителката на признанието за најдобра жена предприемач, доделено на самитот во категорија на мали компании, во бизнисот нема место за родови разлики. Дали се компаниите од мажи или жени создадени, мене искрено не ми прави разлика, но сметам дека жената е таа која што знае да го зачува тоа што го создава. Значи, нас некако природно ни е вродено да се што ќе создадеме го чуваме, развиваме, негуваме, го правиме поуспешно. Така да женското предприемништво е повеќе од потребно во нашата земја. Добитничката пак на признанието за жена менаџер во средно големи компании укажува дека раководната позиција носи и обврски. Треба да бидете 100% лидер. Тоа значи вие да не бидете газда и шеф пред вашите вработени, туку да бидете лидер, да ги водите, да разговарате со нив, да се соочувате со нивните проблеми. Најминовно беше прашањето и за улогата на семејството. Силната жена секогаш го има и добриот партнер покрај себе, меѓутоа да, семејството кај нас значи како поддршка во овие напори жената да се истакне како предприемач. Но напредокот некогаш зависи и од дејноста. Генерално работиме со финансиски компании, со банките на нашиот пазар и можем да кажем дека таму прифатеноста на жената на раководна позиција е навистина на исклучително ниво. Според статистиките на македонскиот пазар, жените водат претежно мали бизниси. Така во селекцијата на фирми од среден обем, само една компанија ги исполнила критериумите од платформата за женско предприемништво. Немаат голем обрт, немаат големи приходи, немаат големи вработувања. Она на кое што ние ќе се стремиме да работиме е подстрек на компаниите за раст и развој, за да стигнеме со поголем број да имаме жени во среден сегмент, па и во големи компании. Искусните менаџерки се категорични. Образованието е клучно за раст. Јас сум 26 години на оваа позиција, јас 26 години континуирано учам менеджмент. Значи, ако мојата функција во компанијата е да бидам менаџер, јас морам да ги поседувам соодветните вештини. Тие што се веќе во бизнисот, упатуваат јасна порака. Да имаат своја замисла, визија, цел, бизнис план и храбро. И на почетокот, иако ќе биде многу тешко, да стојат гордо и да се борат со проблемите, со предизвиците, да не потпаѓаат и секако да веруваат. Така ќе победат и така ќе станат бизнис жени. За гласот на Америка, Тоше Огњанов.